Драги деца, денес е 1 јуни, светски ден на детето. А ова видео го снимам во чест на некој што со сите своји многубројни и квалитетни дела покажал колку го сака детето и колку е негов пријател, воспитувач, другар, учител и родител. Тоа е нашиот голем писател Видое Подгорец. Затоа ова видео не е само за децата, туку и за нивните родители, за бабите, за дедовците, за наставниците и воспитувачите, затоа што низ годините сите носат по некое делче, по некој стих, по некоја реченица од безвремените дела на Подгорец. Им се заблагодарувам на организаторите на Средби под јаворите за поканата да бидам дел од фестивалот кој годинава се организира вака преку видео, со надеж дека следната година се ќе биде во ред, па ќе се дружиме во живо. Инаку, јас сум Филип Димковски, пишувам за возрастни и за деца и со децата другарувам на многу различни начини преку медиумите, преку прилозите, преку промоциите, моите книги, стиховите, работилниците и така натаму. Ќе ви прочитам 3 мои песни, се разбира посветени на децата, и на крај ќе ви раскажам нешто за она што мене ме врзува за Подгорец. Првата песна се вика Оглас за среќа. Се расчул на секаде меѓу луѓето глас, заради еден чудесен, необичен оглас. Наградна игра во дневен весник, а наградите вредни и интересни. Кој најмногу гнезда од ластовички ќе изброи на куќната стреја редум, ќе добие огромни вреќи пченица, не 2 пати, туку 3 пати по 7. Добриот домаќин, пријател на ластовичките, ем добива пченица повеќе од една воденица, ем денови со песна и цвркот исполнети цели и многу, многу среќа што со сите ќе ја дели. Се надевам дека ви се допаѓа песничката, а една песна што пред неколку денови ја напишав, се вика Се скршило, се скршило. Па да ја слушнеме. Кирил ги одра коленцата играјќи, се затрча и на бетонот трасна. Ако де, паднал, со паѓање децата растат. Лиле ја скрши стаклената вазна, со топката фрли и вазната падна. Ако де, се скршила, нека ни е здрава ќерката мила. Алек ја извалка шарената блузичка, наместо тој блузата храната ја лапна. Ако де, не е поважна од детето, па ако сака, нека е дури и златна. Се купува, се шие, се пере, се прави, само децата нека се весели и здрави. А како ќе бидат децата весели и здрави? И како ќе растат? Само така, кога со нивното растење ќе растат и нивните родители. Од што се расте? Се расте од квалитетна храна, се расте од насмевки, се расте од петки и најмногу од се расте од љубов. А како растат децата? Рековме, треба да растат и родителите. И затоа, еве, ќе им порачаме вака. Возрастните треба да знаат дека треба да растат и растат. За звездоредот да го фатат и децата да ги сватат. Да пораснат не во тежина и висина, туку во ум и во чистина. Се што е добро треба да зберат, па дури тогаш децата ќе ги разберат. И родители, немојте да слегувате, да се мачите. На нивото на детето не треба да се симнете, туку да се искачите. Нека ја слушнат оваа порака сите родители, за сите деца да бидат здрави, весели и среќни. Тоа беа моите 3 песнички. Инаку да ви кажам дека
со творештвото на Подгорец, како верувам и многумина од вас се сретнувам од најмала возраст, преку задолжителните лектири во училиште, преку неговите раскази и песни во читанките. И некои песни и раскази остануваат толку длабоко врежани што ги вменуваат и вашите погледи, вашите сваќања, ви отвораат некои нови светови. Тоа е магијата на зборот. До мене се некои книги, од Видое Подгорец. Ова се од неговите собрани изданија, Пепел и цвет. Тука се наоѓаат Овчарчето Бож, Прокудени птици, Пепел и цвет, Летот на белата гулабица. Во другата книга се наоѓаат исто така раскази. Тука се Дивиот рај, Патешествијата на Силјан Штркот, Црниот пантер и Дивиот пес. А во ова книга со наслов Шарената птица се наоѓа избор од поезијата на нашиот Видое Подгорец. Мојата омилена книга, која, значи, само кога ќе го спомнам насловот, чувствувам огромна топлина и убавина на се што е во неа напишано. Тоа е книгата Прости ми канаринке. А потоа силно во мене се врежа еден текст кој го обработувавме во читанките во 6-то одделение, посветен на мирисот на сеното во плевните, исто така напишан од Видое Подгорец. А сега, многу подоцна, веќе кога бев на факултет, еден мој другар, кој исто така се вика Филип, ми ја препорача книгата Загубеното царство од Видое Подгорец. И навистина многу уживав во неа. Може би таа е наменета за деца, меѓутоа и како млад човек навистина има што да се открие. Така што добрата литература нема граници, таа е добра и за децата и за возрастните. За крај на ова наше дружење на ваков начин, ќе ја изрецитирам песната Убави зборови од Видое Подгорец, која ја паметам уште откако ја учев. Но дозволете ми да се подсетувам малку за да не погрешам. Ај да измислуваме убави зборови. Еве вака, да биде радост наместо мака. Се што е насилно, свирепо, грубо, нека го носи името љубов. Вистина ставаме наместо лага, смеа и веселба наместо тага. Болката нека е ведрина сега, а сите војни да станат шега. Црното нека си остане боја, но да не тежи во душата твоја. Солзите макав срце што носат, нека се претворат во капки роса. Ве сакам и ве поздравувам.